моментот кога се движи твојата песна во позадина, а ти треба да снимиш генерална најава. Ева на каква игра ќе свртиме денес. Денеска во бекстејдж на Алфа. Наташа Беквалац вечерва на Кадмо. 5 добри причини зошто викендов треба да не дружите на плажата Конект во Преспа. Новинарки и коктел мајстори. Што може да се научи ова лето на Кадмо и Конект? Не пропуштајте. И денеска сме на Алфа. Добро дојдовте во уште една доза на позитивно расположение. Бекстејдж денеска ве води на една плажа наречена Конект во Преспа, која што ќе можете да видите што се ви нуди овде и дали ќе може да го придобие вашето внимание за да дојдете тука и да уживате во убавините на Македонија. Предлагам да го погледнеме прилогот кој што ви го подготвив јас. Ние прв пат на оваа плажа и впечатокот не е нималку лош. Оваа плажа дури наликува и на оние покрај морската вода. Одличен концепт за омилено катче кај обожавателите на сонцето и убавите плажи. Широко пространство на плажа, одлична услуга и префинети гости. Тие пак за плажата Конект во Преспа со пофални зборови. Колку сте задоволни од условите кои што ги нуди оваа плажа Конект? Супер, прв пат сме тука и многу убаво се врвиме. Дали би дошле пак на оваа плажа? Да. Супер. Направено е после толку години, нешто вредно и во секој случај убаво. Дали е ова доволна причина да ве доведе пак овде во Преспа? Тука сме секогаш и кога било полошо и поарно и пак ќе доаѓаме, меѓутоа вакви работи треба да има уште многу повеќе. Но имаше и такви што не зборуваа македонски, па пред камерата на бекстејдж топло и гостопримливо ги прашавме. Where are you from at first? I'm from Denmark, Copenhagen. And why you came here? I'm here for vacation, just for visit Macedonia. And what's your opinion about Macedonia? I like Macedonia. The weather is great and it's a brand new beach here. They have just opened it for, I don't know, 2 weeks ago. So I have heard about it and then I think I want to visit it. And it's a perfect beach, I like it. So. Is that enough reason to come here again? Of course, yeah. It's first time today, so I will come here, for the next days also. We find you here. You are from where? I'm from United Kingdom. And why you came here? Why I came here? Well, I just love the country, you know. It's got so many varieties to see, such as monasteries, castles, landscape, the mountains. It's just everything, I could say. What's your opinion about these people here? People are very friendly, politeful. You don't really see it that often in England. So I've been here for over 2 weeks now. So I've been in Skopje, Resen, now Slivnica, a little bit on the beach. По обичај бекстејдж е тој кој изненадува со прашања и објективот позади сцената. Патем и името гордо го носиме, но овој пат ние останавме пријатно изненадени. You said to me that you are watching actually backstage in your country. That's correct. I watch it most of the time when I'm in England. When I put Macedonian TV after the news, straight away backstage come on, and I'll watch it. And what's your, opinion about our TV show? TV show? The best. One of the best shows I can say. Добриот глас далеку се слуша и дури тогаш сваќаш дека си на вистинскиот пат. Добри нешта и тоа уште колку ќе имате да слушате. Ексклузивно и премиерно со бекстејдж. Сите заедно од прекрасната Преспа. Фасцинирани и воодушевени остануваме на светската, а наша убавина. Бекстејдж и плажата Конект на едно место. И тоа во чекор со најдобрите. Под звездата се препознаваме. Зарем не? One more time before I go. Higher powers taking hold on me.
Имавте прилика да видите како изгледа плажата Конект во Преспа и се надевам дека уживавте во прилогот кој што ви го подготвив. Мартина, како е во Охрид, како си поминувате на плажата Кадмо? Одлична атмосфера од плажата Кадмо во Охрид, но она што треба да го знаете е дека овој викенд кој следи на плажата Кадмо ќе се случи спектакуларна забава и тоа со Наташа Беквац. Но да не зборувам многу, слушнете ги деталите во продолжение. Sa devojkom si bio, juče sam videla te slučajno. Isti koji uvek, jednu za drugom pališ uporno. O, zašto nisam ni ja cigareta bez filtera? Samo da šetam od prstiju tvojih do usana. Наташа Беквалац, или добро позната по прикарот Новосадската барбика, повторно се враќа во Македонија. Овој пат со настап во Охрид на Кадмо Бичен бар. Позади неа има многу хитови кои се пеат и денеска. Песните Поново, Никотин, Најгора, ритко кој не ги знае. Освен тоа, таа важи и за една од најубавите дами на српската естрада. 6 албуми кои последниот го носи името Оригинал, а во продажба се појави во јуни минатиот месец. Svoje mi strahove pod kožu uvlačiš. Neće me boleti gde god me udariš. Svoje mi poraze lepiš na obraze, a sada vidim da ista sam ko ti. Najgora, sad sam ti ja, najgora. Nek svako zna, najgora. Gora od svih, najgora. A šta si ti, najgora? I to je sve, najgora. Što nemam gde, najgora. Što nemam s kim, najgora. A šta si ti? Жена, пред се мајка на малата Хана. Неодамна имаше настап во Црна Гора каде направи вистински спектакл, а со тоа се пофали на социјалните мрежи. Нејзината турнеја продолжува во нашиот Охрид во среда на 27 јули. Локацијата ви е добро позната, кој ако не единствениот и најдобриот Кадмо Бичен бар. Како што можевте да забележите, на нејзините настапи низ Србија прави вистинска журка. Публиката во еден глас ги пее нејзините хитови, а нас само ни преостанува да видиме какви ќе бидат реакциите на охриѓани и на сите оние кои ќе присуствуваат на нејзиниот настап. Се гледаме во среда во Охрид на плажата Кадмо. Освен Наташа Беквалац, на Кадмо ќе се појават и ДНК со настап на 28 јули. Во петок на 29 јули ќе биде чирскиот романтичар Владо Јаневски. Како и секоја сабота, па така и ова е резервирана за кралот на ноќните журки Драган Џоните Милковски. А во недела на 31 јули на Кадмо ќе можете да ја видите Јелена Розга. Богата програма за исполнето лето.
стана многу топло, па решив да се освежам со некој добар коктел, токму на шанкот на плажата Кадмо во Охрид. Но што е најинтересно, позади шанкот се наоѓа Ели, па може би она ќе ми направи некој добар коктел. Здраво, дечки, јас денеска во едно поинакво интересно издание, овде во придружба на двајцата коктел мајстори на Кадмо плажата, Зоки и Никола. Здраво, дечки! Здраво! Што ќе ни подготвите денеска? Денес ќе се напиеме по еден космополитен, као така малце летно коктелче, а и за вас девојкиве посебно, така да кажам, убаво коктелче за вас. Така, ајде може да почнеме да видиме што се содржи овој коктел. Најпрвин... Секако мраз, као и секој коктел. Така. А за да послужиме коктелот ни треба чаша. Овој коктел се служи во разладена чаша, мартини. Добро. Каде како го приготвуваме, коктелот чашата се лади. Користиме водка цитрон, апсолут. Така. Колку е дозата? 0,4. Трипл сек. Сепак 0,2. Сепак алкохолен. Алкохолен секако. И што е интересно за овој коктел, користиме цеден лајм. Џус од зелен лимон. Исто 0,2. И за крај ставаме џус од боровници. Малку повеќе сопче. Добро. Сега внимателно. Краток шејк. Чашата е оладена. Оладена и го сервираме во разладената чаша. О, баш женски коктел. Убава боја. Одлична боја. Брзо и едноставно, значи ова може да се подготви во домашни услови. Во домашни услови да го ги јаме сите состојки. Добро. Сега е спремен за конзумирање. Ајде да видиме оценка. Ајде Мартина. Одличен на коктелот. Значи од мене имате оценка 10. Супер. Значи, ние сме овде на Кадмо и секој нареден викенд ќе подготвуваме по еден нов коктел. Се надевам дека ќе дојдете и ќе пробате. Ние сме веќе на самиот крај на уште едно бекстејдж издание на телевизија Алфа. Јас морам да признавам дека одлично си поминувам тука на плажата Кадма, но морам да прашам како се поминува и другата екипа која се наоѓа во Преспа на плажата Конект. Нина? Супер си поминуваме и се надеваме дека до крајот на нашиот пристој така ќе биде. До следно издание, смејте се, пејте и се ќе биде во ред. Чао од Преспа!